Мигрантите од неодамна почнаа да се обидуваат да отвораат нова рута на Балканскиот пат, преку Босна и Херцеговина и Централна Хрватска. Тие полека почнуваат да се откажуваат од строго контролираната, но порамна рута во источниот дел на земјата, како и од речиси непробојната оградена граница меѓу Србија и Унгарија. Во Велика Кладуша, град со население од околу 40.000 луѓе, тие доаѓаат забрзани. Во мизерни услови чекаат можност да ја преминат границата. Градските власти за нивно згрижување поставија импровизиран камп со шатори. Жителите се загрижани од се поголемиот број луѓе кои пристигнуваат во градот. Некои од нив страхуваат дека тој број во текот на летото може да биде многу поголем. Веќе се шират гласини дека десетици илјади биле на пат од Турција и оти би можело да се повтори мигрантската криза на Балканот во 2015 и 2016 година. Dok dolaze iz Grčke koja je u Europskoj uniji, Bugarska isto također pusta i Makedonija, Srbija, Crna Gora, znači nešto se planira Bosna i Hercegovina. Šta se to planira, Bog zna, koje je to geto? Страхување изразува и неговата сограѓанка Рахманка Мрзљак. Tu ima jako pošteni ljudi, a ima i ubačeno. Nije to jednostavno nama. Čujte, moja unuka kad zakasne iz škole, vjerujte da se ja malo brinem i ne znam ja šta se može desiti na cesti, na ulici, ni svašta, nije jednostavno, stvarno nije jednostavno. Ja bi jednostavno pustila da prođu. Расим Пајезетовиќ, кој им помага на мигрантите, пак вели. Ali evo, tako je počelo spontano da ih hranimo. Od jednog došlo do 500, četvrti mjesec kako ih hranimo, kažem. Тој упатува апел до сите граѓани да им помогнат на Ne мигрантите. znam šta bi rekao. Според податоците од УНХЦР, стапката на мигрантите низ Македонија и Србија не се зголеми во последниве месеци. Меѓутоа, во Босна, која претходно не беше на нивната главна рута, само во изминативе месеци пристигнаа околу 3.500 мигранти.